Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Добро вечер, почитувани гледачи. Бедата на денешното живење на просечниот македонец е што не можеме да кренеме глава подалеку од сопствениот нос. Или сме едноставно заглавени во кога не можеш нешто да направиш, тогаш ќе се заглавиме во молитвата и во литургијата и така натаму и се обидуваме да малце си ги прошириме барем духовните видици, затоа што технолошките, секојдневните и цивилизацијските едноставно ни бегаат. Од секогаш ни бегале и понатаму ни бегаат. Те дали ќе се бориме со корона, дали ќе се бориме со високи цени, дали ќе се бориме со идентитетски прашања, едноставно дерман немаме. А македонецот во просек е прилично неписмен, не е образуван. Или ако е образуван, не е надградуван. Луѓето мислат дека ако завршат факултети, дека ако завршат средно школо, што и не е голема разлика, чисто да ви кажам цивилизацијски или интелектуално, ако застанеш да не се надградуваш. Зашто зборам? Зборам за читање книги. Завршил средно школо, пријателот негов завршил факултет и завршил со све. Се изнамачил додека дошол, немал врски и така натаму и сега работи и преживува. Додека, да речеме, овој средношколецот не сакал да студира, но продолжил себе да се надградува со книги, со курсеви, со следење на работи. Едноставно, после известно време, гледаш дека тој, иако е пониско образован, е далеку многу по-интелектуално и цивилизацијски по-писмен од својот колега. Значи, ништо не значи формалното образование, ако завршило, кога завршило. Ја ви гарантирам дека оние луѓе што ги знаете, се луѓе кои интелектуално се надградуваат без оглед дали завршил факултет, магистрирал, дали завршил со врски или без врски, воопшто не е битно. Ако ти после тоа нешто не направиш со себе, готов си. Готов си во смисла дека регресираш. Ке регресираш и духовно, и ментално, но и физички. Интелектуалната надградба, духовната надградба ги потиснува непотребните емоции. Луѓе како мене, колерици, емотивци и така натаму, често пати страдаат од кардиоваскуларни заболувања и сите психосоматски возможни, затоа што непотребно, емотивно се трошат. Као секој просечен македонец, името, ова, она, ваму и таму, но не се трошите како да го заштитиме името, ако ви е некаков фокус. Не читате, историски не се надградувате. Имено, кога читате, еве, да идеме сега за историјата и за имињата. Кога читате, вие читате исклучиво наши автори кои го бранат македонизмот. Немате шанса. Знаете што прави борецот против фашизам? Значи, најголемите борци против фашизмот, оние што ги преживеале концлагорите, оние што
се живи сведоци, малкумина ги има денеска, од прогоните на фашистичка Германија, прво што направиле е да ја прочитаат Mein Kampf од Адолф Хитлер, затоа што мора да влезеш во менталниот и интелектуалниот склоп на својот непријател за да можеш да го победиш, за да го научиш. Имено, ако сте ги гледале оние профайлер филмови или серии и така натаму, каде што оние специализирани истражители и агенти потполно влегуваат во умот на психопатот, серискиот убиец, за да го разбере како функционира, зошто функционира и како да го фати, како да го спречи, така и за се во животот. Значи, ние само, кој ќе завршиме едно базично образование, ние сме прилично подготвени. У тој момент ние не сме спремни за работно место. Ниедно образование не спрема за работно место. Се бара курс на дополнување. Денеска, како никогаш повеќе, тогаш беше, барем ја кога бев млад, немаш од каде да прочиташ, ама се наоѓаше по некоја книга. 1000 совети, dummies for beginners, for не знам, автомеханичари, за електроничари, за било кое. И тоа беше малце комплициран процес. Сега, на YouTube можете да завршите докторат. И не е битно дали формално ќе ви биде признаен. Вие можете да се специализирате доктор, да станете во одредена област. И сега, оно што е убаво, што на Запад не ти бара диплома. Ти дали си спремен за ова? Сум. Повели, AutoCAD 9 да те видам. Не знам кој го има денеска. 18. AutoCAD 18. Везеш. Стартната плата е од $3000 па нагоре. Значи, $3000 подпишуваш готово, затоа што знаеш ти со тоа да работи. Ти му требаат спремни и готови. Единствено, нешто што кај нас го има, например, луѓе во одредена секција работи, кој во телевизија, кој во производство, кој во транспорт, кој во интелектуални услуги и така натаму. Се шири фирмата и до еден момент заглавуваат. Што е проблемот? Сам не може да ја води, се зголемува бизнисот и не може да ги контролира. Па и со години заморна материјалот. И ти треба оперативен менаџер. Прво, ти не си оперативен менаџер, бидејќи не постои формално образование кое тебе ќе те спреми за формален менаџер. Не знам, еве карикирам. Работиш у телевизија со 10 камермани, еден треба да биде шеф на камерманите и ќе те стават тебе. И ти ќе гледаш како теле ушарена врат. Знаеш камера, знаеш да снимаш, ама потребни се организациони способности и уште мал милион ситни квалификации кои цел живот ги викам, ајбе, нема везе тоа. Оперативниот менаџер е нешто најбарано денеска. Тоа е најдобра надградба која било кој вработен во било која институција, јавна, приватна, било каква, за да може да се снајде во секојдневицата. Дали е тоа од хартии, УЈП, до менаџирање со луѓе и така натаму. И тоа е процес на совршено надградување за едно балансирано развивање на она што го работиш и оние што го работат со тебе, или дури и сам да го работиш, за да се снајдеш во сопствената ситуација во која си. Бидејќи, ако тоа не го направиш и не се надградиш, ќе те водат емоции. Те водат ли емоции? Дечки, ако сакате, затрупајте септичкава јама, отиде детево. Дајте ново дете. И така, за жал, не сме глупи како народ, ама многу глупаво се однесуваме. Буквално не знаеме и не сакаме да си помогнеме. Постои една мрза и една фобија, не знам, да се среди мобилни. Стар сум ја, не знам да наместам мобилен, не знам да пратам SMS. Па добро, види,
Ако си се предал, пушти го животот, нек те собере Господ. Бидејќи овие мобилни телефони, овој интернет, ова не е направено за мене, за деца, за копилјана. Ова е направено за глупи стари луѓе да се забавуваат кога ќе ги остават во дом, да има нешто креативно да се случува, да може да прави што сака. До толку е едноставна работата, само ако имаш волја да навлезеш. Ништо друго, само волја да имаш. Се разбира. Се е напишано како за ретардирани, за најглуп... Нели, како ги викат американците? Американците се глупави. Верувате дека сите овие работи се измислени за американците. Да, американско е интернетот, пребарувачите, Twitter, Facebook, iPhone-от, се е тоа американски производи. Се е тоа и се го поедноставува и го разубавува животот едноставно. Што филм ќе гледам денеска? Нема што, так, вртам се, предплатувам си право. Ме мрзи да купувам, донеси ми бананите дома и млекото и пријатно. Едноставно, животот може да биде прекрасен на целиот булшит што ни се дешава, само ако посакаш такво нешто. Ја страшно ми е мака кога гледам како се мачи народ, ама емоцијата ја неам затоа што олку му треба вака, влакно, за да излезе од оној емотивен чемер на здодевност, на осаменост, на неинформираност и така натаму. Значи, еве овие книги, немате пари за... Сите книги се онлайн, само побарајте ги. Сакате да се спремите, сакате името да го браните, идентитетот да го браните. Прочитајте што напишале бугарите, што напишале грците, ама не знам јазик. Дечки, во Македонија, од градинка, треба, ама како градинка? Абе, кога ќе се роди бебено, не да му викаш мило мое, oh my baby. Тоа е римскиот јазик на целиот свет. И затоа младиве многу полесно се наоѓаат, за нив им е природно, нам ни е туѓо, затоа што, нели, ние кафаните кај што сме иделе, со перо селјакот сме локале ракија и сме слушале српска музика. Што има повеќе од животот? Доволно е. И сега кога ќе дојде момента, абе како вака и ни изнаправија, дечки, абе со години, со децении ви кажуваат што ќе ви направите. Ние не знаевме, ја гледам. Што гледаше? Сител Вести гледаше? Канал 5 Вести гледаше? Телма Вести? И оттаму се информира. Оттаму и се информирате што е најцрно. Не се информирате сами. Оттаму се информирате. Мене ми е жал што, еве, 2 години крварам со вас заедно заради оваа корона. Страшно. Страшна. Вакцини требало, не требало, имало, немало, лошо било, добро било. Потполно останавте неинформирани. На страна да кажам дека и лекарскава фела, и ние од оваа страна, не знаеш кој поглуп. Овие пренесуваат исклучиво што ќе им кажат одозгора, а одозгора им кажуваат СЗО што им кажувале, затоа што, како да ти кажам, како религија е тоа. Догмата е пратена и ти ја препречаш. Не пречитуваш, не се информираш и така натаму. Затоа што од една страна, нели, викаш, еве имам докази, види, пишува штетноста на вакцината. Да, така е, бара внимателност, бара да се само прегледаш себе си, да видиш колку ти е ризичниот фактор, сериозно да го натераш твојот лекар, а не Готовански, да размислува. Ако не размислува, second opinion, third opinion, pet opinion ќе земеш. А од друга страна, кога ќе отвориш аспирин, нус ефектите од аспирин се исто толку страшни, исто толку многу колку и за вакцина. Тоа е, како да ви кажем, како со ситни букви, кога у гарантните листови за телевизори, за, не знам, за мобилен ги имате. Мора да ги напише. Како да дојдеш до правилен заклучок? Само со себе информирање. Сега, народот чувствува дека треба да се информира. И кај иде? Иде кај Васко Ефтов, иде кај Јанко Јадин Бурек, а овој или кај Петко, Станко, Јанко, Бранко и овој некој си клип
od Srbija, od Kosovo, od Bosna, види овде докажуваат, они извадиле некои си дебата која се случувала у Конгресот, станал некој рекол вака и готово, тоа е тоа. Го извадило целина, целиот текст, нема ги одговорите, нема ги реплицирањата, нема ништо и од тоа создал свое мислење. И знаете што? Некој е жив, среќен и благодарен што сте такви. Озбилно. Некој вика, супер, брат, дури има овци, джемперчиња се плетат колку сакаат. Ја рецепт не можам да ви дадам. Ја рецепт немам за себе. Само едноставно, ја се однесувам како документарниот канал Discovery. Question everything. И така, мене што ми бега, мене најмака ми е што не посвети, замисли е малце нормално време, ја 90% од времето ќе го посветев на електричните автомобили. И вие знаете, да, тоа е на струја, уклучи го и вози. Па тоа е тоа, бе, Џони. Затоа што, например, богатиот американец и не го интересира ништо повеќе. Но колку, верувајте дека во тоа е внесено сеопшто знаење, интелектуала, инженеринг, технолошко сознание и технолошки сознанија кои човештвото ги акумулирало откако знае за себе. Не знам дали можете да поимите 5 Александриски библиотеки има во електричните автомобили денеска. А не е проблем во електромоторот. Електромоторот Тесла го измисли. Затоа и Елон Маск, кој е ретко интелигентно створење, иако е дислектичар, си ја наслови компанијата како Тесла. И основата му беше електричниот мотор на Никола Тесла. Реки, уште вие зборите за Тесла, ова, вама, не можете да поимите. Не можете, како да ви кажам, треба да сте елиен и да гледате планетава од страна, за да сватите големината на тој човек. Што ни зборел, што ни покажал, какви патишта, не дека он се открил, него ја дал основата врз која ние се надградуваме. Елон Маск прави револуција веќе 12 години. За жал, 5 македонци дали го имаат укапирано ова што се случува. Тоа е таква индоленција. Мислам, едноставно, само од ракијата понатаму и како да се направи подобра ракија, ние тука сме супер спектакуларни. За вакви работи сме, што да ви кажам, знаете која е моја најнегледана емисија? Периодов. Емисијата за астрономија. Зашто? Затоа што човекот збори наука, не збори полувистини, не збори за теории на заговор, во кои вие сакате да верувате. Тоа не постојат звезди, тоа е свод, не постои леде, земјата е рамна, кемтрелови и така натаму. Тоа е убаво за есе филмови, ја го читам. Кемтрел, знаете кога започна? Кога се појави Аниматрикс, Матрикс кога се појави. 99-то. До 99-та никој не збореше. Бидејќи во филмот имаше теза дека го запрашуваат небото за да ги спречат машините да имаат сончева светлост. И тогаш првата идеја дека авионите испуштаат нешто во атмосферата. И од таму почна да се тркала. И како почна тоа да забрефтува, Харпот исчезна. Ние имаме дабетер временски непогоди, Харпот никој не го спомнува. Кај би вие Харпот? Така беше мода. Кај вие 4G, 5G, еве го 5G, се распослани из цело Скопје. Све делува на нас, па и 4G и 5G, единствено затоа што човекот обстанал на ова, не затоа што сме направиле толјага и сме ги испотепале сите непријатели, туку затоа што ние како луѓе и нашето тело, и нашиот мозок, и нашиот интелект имаат способност да се адаптираат. Адаптацијата е она клучното. Кога сме биле како деца, сме се адаптирале спрема дворот, спрема друштвото. Како растеме, имаме нови искушенија. А Господ ни дава стално нови искушенија, бидејќи ако се стално истите искушенија, ќе ги знаеме подвизите на нашите предци и ние без напор ќе ги надминеме. Значи, адаптирај се, импровизирај, адаптирај. Најди решение.
Елон Маск прави таква револуција, тоа е толку спектакуларно и ја нема тука да се сложам со Мишко Барзов, кој е извореден познавач, нема поголем познавач за автомобилската индустрија од него, он е, па е ја. Но, она што, и например, дека не може еден Тесла да се мери со BMW, со Мерцедес, со мега-гига нивните корпорации и така натаму. Но што е проблемот? Тесла не почна да развива батерија и електромотор прво. Он почна софтвер да развива. И тоа софтверот го развива онака како што и Apple, Стив Джобс го развиваше за iPhone. Бидејќи iPhone-от не е прв производ, пред него имаше iPod, iPad и така натаму, додека дојде до iPhone. Од него направи религија. Ама зошто прави религија? Затоа што најнапредно е и најквалитетно. Она што не можете да го поимите во iPhone-от, не е квалитетот на рамката или така натаму и така натаму. Тоа мора кокошките нешто да се занимаваат, да се умислат дека се и така натаму, сепак има скап производ. Но софтверот е суштината на се. Како ќе ги обработува податоците. Така и Тесла на таков начин успева да го развива софтверот. Значи, прво американците се во предност затоа што имаат Силиконската долина уште од 70-тите години. Тоа го нема Германија, го нема Италија. Они прават мотори, дизајни, прекрасно, издржливо, Голф двојка, па тоа е култ. Ја не знам како споменик не ставивме на Голф двојка во Македонија. Софтвер. 90% од електричниот автомобил е софтвер. Зошто е потребен тој софтвер? Паралелно со батериите, со софтверот развиваше батерии, и тоа за батерии не се правеше најпаметен у свет. Века, чекај, ја не можам да стартам од нула. Од кога постојат батериите? 50 години. Да речеме, 1,5 волт. Кој е најголемиот производител? Мислам, човекот е straightforward, менаџерски. Не само што е визионер, него и straightforward. Значи, таков беше и Стив Джобс. Стив Джобс не измисли све, ама собираше екипа и знаеше да ја насочи. Бидејќи ти научници можеш да ги собереш за све. Треба да ги насочиш што да направат. Оти они можат све да направат и тоа да се расплине до бесконечно. Но за да биде употребливо и продажно треба да го насочиш. Тоа беше Стив Джобс гениалноста, а тоа е и на Елон Маск. И он вика, кој е најдобриот и прв производител на батерии у свет? Кој има највише вложено и највише истражувано? Panasonic. И отиде до Маригато, развој на батериите, бидејќи батериите, оние плочки огромни што ги гледате, тоа се батерии малку поголеми од 1,5 волт, но во суштина такви си, тоа се наредени милион такви, затоа што се најефикасни, тоа се оние rechargeable, никел-кадмиумски, се литиум-јонски и така натаму, но не можат да измислат нови елементи, но он што прави? Оптимизација на елементите во нивното кристално структурно подредување за ефикасноста на капацитетот. Па како да се? Сите ние се потресуваме за акумулаторите во зиме, ручки оттупани. Најмал проблем е за акумулаторот зиме. Акумулаторите страдаат кога е топло и кога е лето. Па треба ли ладење, не треба ладење. Но се највише развива софтверот. Зошто? Кога веќе имаш ти електричен автомобил, а развиваш и софтвер, тогаш имаш помошни средства, бидејќи гледате дека со децении асистент за кочење, асистент за деблокирање и сите коли имаат некаков мини компјутерски процесор. И овој вика, што сакате? Сакате поедноставно и пораат возење? Да. Сакам бре да спијам у кола. Тоа ќе го развиваме. И затоа он е 10 години пред BMW, пред Мерцедес, кои сега фрлаат енормна количина на пари за да стасаат на нивото на Тесла. Но Тесла е пренапреден, он нема
да си дозволи, не е глуп да отскокне толку од сите овие големи компании, затоа што ќе го јадат орли у некој ендек, но доволно за да си доминира. Без преседане отварање на фабрика во срцето на Германија, најголемата фабрика за автомобили воопшто направена. Елон Маск пред некој ден ја отвори Gigafactory Берлин во областа Браденбург. Колку е и какво е тоа? Епа сега ќе одиме со видео и можеме првени со да отвориме картата на еве картата и ќе видите кога ќе побарате Тесла во Германија, прво ќе ви се отвори сервисната. Еве ви го сервисот. Погледнете само зградата за сервис колкава е. Таа во метража, еве може на Google Earth и да се пресмета колку метри е. 70 метри е површината на не површината, туку должината на зградата. Океј, а сега ќе отидеме да ја видиме таа Gigafactory која се наоѓа во областа Браденбург. Се надам дека не ја загубив. Еве. Ова е недоизградената, значи оваа површина што ја гледате, се ова ќе биде една затворена фабрика. Значи овдека од леарница за метал, за алуминиум, за шрафчиња, се нема добавувачи од настра, се тука се прави. Колкава е површината на оваа гигафабрика, само да исклучам терен за да имате рамна површина, погледнете само оваа мерка која ќе ви ја дадам овдека. Значи 700 метри, околу 700 метри е долга и околу 300 метри. Колкава површина? 200 и колку би било? Скоро 200, преку 220.000 квадратни метри површина на фабриката. Како изгледа фабриката? Не дека некои други фабрики нешто полошо изгледаат, но она што сакам, еве ви ја Gigafactory Берлин во Браденбург. Малце разубавено, но нема сомнеш дека ова и вака ќе го направи, затоа што знаете каков шминкер и како ги обработа. Целата површина горе ќе биде поставена со неговите ултра ефикасни панели за електрична енергија и едноставно потрошувачката на енергија од грид, од централи, термоцентрали и така натаму, ќе ја сведе на минимум за користење на производството. За отварањето користеше еден ултрамодерен, една компанија, Skynamic, се извинувам, која сними едно fly-through, околу 3 минути, видео низ фабриката на Tesla Gigafactory. Вакво возење ретко ќе се види со дрон, може.
Сега само мерак ми е да го представам Skynamic. Skynamic е компанија за дронови, снима ареални и аутдор и индор. Ги сметаат во овој момент за едни од најсовршените во така нареченото Close Range Aerial Filming и иако што се вика една класична хеликоптер технологија, но софтверот е она што го прави на оптимизација, на стабилизација и Skynamic едноставно не само што со право еден Тесла го користи за ова, ќе ви прикажам сега едно видео каде што се ангажирани од страна, ова се разните нивни дронови, не ја во кадар, ќе ви кажам кога ќе смениме. Ова се нивните разни дронови за разни снимања и монтажи и така натаму. Со тоа што они работат и за Мерцедес. Па тоа доволно збори, а ова се нивните локации, каде ги има, најблиску до нас е во Романија. Не се, одиме да видиме во салонот на, се извинам, ќе вратам само да видам, Skynamic FFP drone inside Mercedes-Benz booth на IAA Motor Show 2012. Значи сајмот за автомобили од 2019 на Мерцедес. Еве како овој fly-in close drone го сними сето тоа. Фантастично. И камера и прелети. А дечково во ова што го гледате е контролорот на дрон. Skynamic контролата на дронот ја прават исклучиво преку VR. Значи не гледа во екран, туку има VR наочари со кои директно гледа се што снима и како снима дронот. Така што отидени се прилично напред во софтверот на надградбата, бидејќи дрон е дрон, секој може да купи дрон. Но она што нив ги прави навистина посебни е што контролата на дронот, иако дронот можете и да го испрограмирате се во ова сам да го прави и така натаму, нели, но еве во жива контрола, лайв контрол преку VR на очари. И не збориме за некоја тешка научна фантастика, за нешто што не може да се набави, за нешто што е баснословно само за космос. Не, напротив, луѓе. Ама, тоа е, за жал, ние ќе се занимаваме вечерва со проблемите со пописот. Зошто? Затоа што јас вчера бев гостин во Infomax на нивниот подкаст, значи само на интернет се емитува, каде гостин беше директорот на Заводот за статистика, господинот Апостол, и цела вечер одговараше на наши, но и прашања од гледачите. Една од најгледаните емисии воопшто на интернет, веќе не знам колку десетици или стоцици, веќе илјади има отидено гледања, но и илјадници коментари. Гнев, нервоза, неверување и едноставно осудување од страна на јавноста.
Па ако сте расположени, ако ви имало меѓу вас оние што сте го гледале овој подкаст и сте ја следеле, сте го следеле настапот на господинот Апостол, еве е емисијата. Мечки иде тој процес, ме интересира. Така, значи, ова е прв попис кој што е направен во нашава држава без да се користи хартиени прашалки. Едноставно, бурата не стивнува од неговите објаснувања. Ја може би не толку, но другите двајца колеги, Александар и Милош, такви факти собира со недели. Такви, мислам, безпоговорни факти за манипулација, за грешки, за неточни работи. Ја овде го прашувам како иде процесот на чисто да го знаеме онака физички колку луѓе биле ангажирани во целата тоа, како еден вовед. Но, ја ги би ја замолил режијата и на Facebook стримот да се пуштат телефоните, па да видиме евентуално дали некој од гледачите би сакал да коментира во врска со податоците од пописот. Ја бев вчера, како да ви кажам, на точка на вриење, затоа што имаше на вистина работи кои беа очигледни, ало, господине, ова е црно. Еве го црното, еве го белото. Не, видете. И со една релативизација, и моите колеги, ја веќе и се повлеков, бидејќи гледав дека било што да предочиш како девијација, како манипулација, како намерно грешење, се тоа на еден феномен, мислам, човекот изворедно си плива во своите води на релативизирање, на оградување од одговорност, на едноставно работи кои, мислам, се надвор од умот. И ние сето тоа ќе си го проголтаме, ние ќе си ги проголтаме сите овие работи. Последиците од овие, може телефоните, режија? Не, го гледам само моето лого на телевизор, не гледам... Да, го нема логото и од телевизор, од ТВ Сонце. Добро, го има. Добро, од ја не го гледам кај мене, па само да прашам. Вели режијата дека имаме гледач на линија. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер. Повелете во програма сте. Поздрав Јанко, поздрав за сите гледачи. Јас ја гледав емисијата што ја имавте на Инфомак и стварно не можев да догледам до крај. Земав нешто за смирување и исклучив, не можев да гледам. Значи, толку беше напната што човекот цело време вртеше околу круг на сите ваши прашања, ништо не одговори. Само цело време со чисти фоскули, избегнување на точните одговори, свеедно исто, најдобар попис, најдобро ова, најдобро она, ништо не кажа. Твоите колеги со многу точни докази кои што го чита и законот за попис и сите точки му кажуваат дека во законот е наведено дека тоа така треба да се спроведе, вака тоа се рачуна за попис, дека ако толку и толку посто не е попишано, дека нема да биде валиден потписот. Не. Тоа е договорена работа, Јанко, се знае, мора он да го обработи тоа и точка. Се знае дека 140.000 тамо лица не се изјасниле за етничка припадност. А тоа и тоа проблемот. Зато и процентот на македонците е намален од 70 на 54%, за да може да се зголемат албанците. Овој попис не требаше да има етничка припадност. Требаше да се види во врска за колку жители има во тоа населено место, за развивање на економија, кои се тие, што струка имаат, дали тамо може да се отвори фабрика, дали тоа место тамо има такви кадри за да може да помогнат.
Не беше овој сега да правиме. Ова беше чисто, за да може СДСМ да се спаси, што може да се спаси за наредните избори. Затоа што они се готови. Единствена шанса е све да им удоволат на албанците. И гледаш, албанци влегуваат во СДСМ, во партијата, кои што, за да можат да им влечат поени на изборите. Катастрофа. Они на последни, они никогаш последниве 20 години нема тепано на избори. Никогаш. И на последните тепаше ВМРО, и на предходните, кога се гледа македонците за кого гласале, сите гласале за ВМРО. Ама они не ќе да формираат влада, дуи со ВМРО иде со нив. Да не забегваме на таа тема, се знае, пописот е чиста малверзација и намешталјка, за да може да им се удоволи на албанците, за да може албанците кои има наредни избори да гласат за СДСМ, за да може да го спасат СДСМ. Тоа е целата работа. Ја мислам дека е малце по не само тоа, туку има, знаете, врз основа на овој попис и на овие бројки ќе се донесуваат, например, оние закони со оваа бројка сега на цела територија, нели порано беше, ако е процентот до толку, во тоа место е двојазично, толку процент на вработени. Сега ова важи за цела територија на Македонија. Најверојатно дека едно врз основа на ова седевме и доста ги анализиравме. Ја не ги знам, но Александар е адвокат и вика, он тврдеше, може би емисија ќе направиме само со анализа на неговите одговори на Апостол, дека 20.000 македонци ќе мора да добијат отказ од јавна администрација, затоа што сега по процентот треба други 20.000 да бидат вработени. И ако утре се направи нов попис и покаже нешто поинаку, едностекнатите права не се губат никогаш. Точно. Значи тоа е целата игранка. Значи тоа е договорената работа на СДСМ заед во врска со Тиранската платформа. Таа е таа Тиранска платформа. Он ја спроведува, остана уште ова и имат уште еден чекор. Значи, што е работата? Сега они уште не е пописот точен, валиден, не знам, имало некои денови до кога да се доформира. Они барат веднаш да се отвори уставот и да се смени уставот и да се тамо вметне ова и да може да биде, да нема двојазичност само каде ќе има толку етнички албанци, него ќе биде низ цела Македонија. И што е најлошо, они ќе барат толку застапеност, како ти што викаше и јас порано зборев. Ако во таа институција прима вработено толку и толку албанци, ќе мора да се прима 24-25% албанци. Што треба? Ако нема место за вработување, ќе мора македонци да се бркаат. Од јавна администрација ќе мора да се бркаат македонци. Таков ќе биде, ама тоа ќе биде законски. Законски ќе биде. Така е. Ќе биде законски. Само овој народ не е свесен што значи ова. Епа, Апостол тврдеше дека за себе ова се виновни бојкотирачите. Абе каков? Тој им е изговор. Ама еве и да се тие, нели он претеше тамо на телевизија, им се закануваше, ќе имате казни, што не ги казни? Што не им пишаат казни? Еве нека им пишат казни. Него не смеат. Ако им пишат казни, фактички ќе мора да ги пребројат. Тоа на нив е целата поента, Јанко. И он вика тие 120.000 се израчунати. Не се израчунати како етничка припадност. Може се израчунати во бројка, толку и толку се попишани, волку и волку. Од тие 120.000, од 99% се тие луѓе кои што се во етничко чисти македонски средини. И тие кои ќе тамо не е направено проверка преку МВР терминалот, преку социјално, преку здравствено, преку ова, тамо не пише етничка припадност, они тоа не го видат. Нека земат на тие 120.000 што не се попишани, нека им направат проверка преку МВР, преку државјанство, преку лични карти, преку осигурување, па пензијско, инвалидско или било каде, и нека ги проверат преку МВР само. Кога вадиш лична карта, ти тамо те прашуваат за етничката припадност. И тогаш ќе се види не дека ние сме 54, ние сме 70%, а
а не се Алмаци 24%, тие се 18% бе, Јанко. Ама ја да не навлегувам у таа тема сега, луѓето си бара, си добиле, бе, паметни себе. Него вие идиоти само за да останат на власт, све ќе дадат. Све дадо, и име, и знаме, и еве сега со Бугарија, они уште пред 2 години го договориле више дека уште пола и повише, Гоце Делчев, се договорено, бе. Ти благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Само да ги поздравам моите гледачи на Facebook, на стримингот кои го следат. Иде во живо на мојот Facebook профил. Понатаму може би ќе ги ставиме на сите платформи и на другиот профил и на YouTube и така натаму. Ранко Ѓорѓовиќ не поздравува, хрватскиот Римац е интересна приказна, тоа за првиот дел, така е. Изворедно интересна. Валентина Јованова со почит, Јанко, голем човек си, поздрав од Штип, мерси боку. Драгица Крстева, поздрав со почит и Јанко, сакам те поздравам, царците погледам секогаш од Германија, Цаци, Бајерн, Минхен, Дамиве, денеска навистина ми импонира, а особено што вчера ми пише една дама од Австралија, која ме поздрави, не е нешто невообичаено некој да слика вака, да ме слика вака, но она што ме фасцинираше е што на масата овде има слика од Мичио Каку. Мичио Каку е еден од Open Image in a New Tab и сега да го зголемам, се вика The Good Equation или теоријата на секој и Стивен Хокинг ја бара. Мичио Каку е еден од најголемите футуристи и мислители на денешницата, фантастичен човек, нема што не сум изгледал и така што драго ми е и ми импонира. Поздрав до мадам Јасмина и незиниот сопруг кој е тука негде, он не ме следава од Австралија. Така што лош збор да не сјувам за диаспората. А ние одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Да поздравам емисијата и да кажам, можда гледавме и помак вчера со директорите, следе баш цела емисија. И се што сакам да кажам, што се случува со македонците во врска е поврзано со пописот. Поентата ми е дека уствари нас све нешто ни бараат бројка на попис, бугарите ни бараат. Сакам да кажам, денеска некој нешто што бара, тоа не е за денес, тоа го рачунаат за утре. Не разбирате? Добро. Значи, историски, еве за пописот да збориме, бројките што тие денеска ги бараат, тие први ќе дојде, кој ќе постигнат оваа цел, кој ќе приближно да изедначат, они први ќе бараат да се избрише уставот 25% и ќе следи пола федерална единица, како се локалната самоуправа. Излега луѓе кога црта границите, што немаше џаве си направи, така и ова. Ние сме мала држава, во принцип зборам, со народ, со ресурси, со тоа и ние немаме подкрепа од некој надворешен фактор кој не штител од време до римско до ден денеска. Преку Турската империја и така. Значи сме оставени сами да се браниме. И Бог, Господ, што не брани. Што не штител да се не сочил. Што сме, наречам, први ги покрстивме, ги научивме како се калеми, све од тука. И сега, дали е тоа некоја? Сакам да кажам, попис и бугарите денес е бугарите ова што го бараат, они го бараат за воиднина. Значи ние да го отстапиме царот Самуил, а тие имале во тоа време цар бугарски. Па како може Бугарија да имала два крала во тоа време? Тоа е, како да кажам... Тоа е многу интересно и точно во исто време се преклопуваат два цара во Бугарија, а они тврдат дека Самуил бил бугарски цар. И тоа е многу интересно што во времето на владење на цар Самуил, ова е точно, го читав, имаше еден обсежен коментар, па го проверив после историски книги. Точно се преклопуваат. Како се викаше нивниот Валеријан, Валентин, како? Па на В, така, некој беше. Мисля, види, се точно името не го мисля, јас сум читал историја, што сум барал од, зборам од британики енциклопедии, што пак се пак значат нешто зборам тие, не ни одеш се спаме. Значи, видите, два цара, една држава да има во исто време, тоа не е нонсенс во историски
Ме разбирате? И сега, кога јас гледам дека имаме некоја комисија, искрено да ви кажам, деца од осмолетка да преговарат, подобро ќе преговарат. Еви искрено, не мислам, не може е смешно, а не во ману. Јас имам за тоа ману уште кога се формираше нашата државност и во твоја емисија. Јас реков тогаш, имаме институции кои мораме комплетно ресет да ги расформираме, комплетно, да се прочистат комплет, секој да конкурира, меѓутоа така ми се смееле тогаш, ме разбирате? Да, го разбирам. И денеска се Ману. смеат, не се смеат. Ману, бе, човече, Ману требаше да се расформира 91-ва. Да се расформира и секој по трудови, што е имал трудови во странски, што има него, тие, како Бошевски, томе Бошевски академици, такви, мене да ми дават некои академици тамо, некои камбовски, или не знам што, цел живот, нема труда. Труд нема да прават. Се разбира. разбирате. Сега, исто сега, овој што преговара, го наградија со титула академик. Па тоа, дај да видиме што труд има, разбирате? И колку е прочитан неговиот труд. Дали има критики, ама во странски нема ништо тоа, разбирате? Значи, сакам да кажам, веруе ми, жалосно е што, пак ќе кажам, ова што ни го бараат на сега, ова не се однесува за денеска. А пописот, точно бројките што ги дават, тоа е па последица што го бара во 2001. Затоа пописите се вака. Со проценти. Тогаш што на последниот попис германска овакво излезе агенција која кажа дека нема 25-16% дека пописот бил фалсификуван уште тогаш. Пред децентрализација, власта кога беше, пред да се црта новата локална децентрализација, како се вика тие, границите, новите граници, после војната. Не можам сега у овој момент ништо. Ме сваќаш? Да, те сваќам. Сакам да кажам, денеска ова што го бараат и албанците, и бугарите сакаат да го искористат затоа што нивните разузнавачки служби се поефикасни, знаат што ќе се случи во иднина и тоа да биде злоупотребено. И пасошите што се даваат од бугарите, и албанците што бараат, и што бара Гоце Делчев, само каква контрадикторност. Ѓорѓи Димитров го враќаат, аплодираат сите таму, ги враќаат моштите на нашиот Гоце Делчев, што е тука, и сега го барат Гоце Делчев. Па дај, ако они го прогласуваат Ѓорѓи Димитров за персона нон грата, па дај ние да му изградиме споменик. Па не, мислам, нели? Не, слушај, јас се смеам затоа што целава ситуација е пародична, а не дека вие нешто смешно говорите, туку самата ситуација е бизарна, како да ви кажам, абсурдна. И на абсурд и бизарност човек се што да плае? Да се смее, да плаче? Па ние стварно јас ќе покренам еве иницијатива за изградба на Ѓорѓи Димитров споменик да му направиме. Па зошто да не? Ги признава македонците, Македонија. Па така, да. Ги вратил, моштите признава све ова тоа. Они персонално грата, па Ѓорѓи Димитров ќе си го зееме, ќе му речеме. Наш ти е. Мислам, ме разбираш какво е таја, какво е. Затоа велам, нивните разузнавачки структури, сепак да се разбереме, Бугарија е држава доста години пред нас, формирана како држава во време Турска империја. Така. Имаат некакви институции воспоставено, па таму и руски разнавачи работеле под Русија, беа, имаат некоја школа малце поголема од нас, која ние бевме во некоја СФР мала една држава, која најмалце ги користеше ресурсите. Јас во таа Југославија од незнаење, јас кога најдов, кога прочитав, искрено ти кажам, Јанко, ќе се одвртам од темава. Ајде. Прочитав дека првиот проект за нуклеарната централа бил направен на Вардар во Гевгелија и нашите го одбиле ради не знам што, па после однесен во Словенија. Не знам дали знаеш. Не. Не знаеш? Ова ми е доста интересно. Дај ми некаков овак, затоа што знам дека академик Бошевски се залагаше, ама некаде во Мариовски крај. Да, ама не, проектот за Кршко е направен како проект, тој постои, Не, може да се најде. во ред. Ја за прва атомска централа што имам слушнато е од Бошевски за во Мариево. Не знаев дека и постоја. Ти за кои години збориме? 50, 60?
за Кршко централата е пренасочена од Вардар, нашиве се исплашиле, на Вардар била Не таму знам кои проектот. години е тоа, 50 или 60 години од минатиот век. Таа е недека 60-та година, 60 и некоја. Добро. И нашиве го избегнале проектот, го дале и словенците го зеле. Види каква, значи зборам за Разбирам. све нешто што има се пропуштано, разбираш. И сега овој попис, да ти кажам, можеби бројките се недобри за сите, за албанците, освен меѓутоа од прилика со овие 130.000 негде би било тука, да речеме. Со тоа што нивната ќе се намали бројка на тие 130.000, зашто овие се етнички македонци, овие 130.000. Разбираш? Тие се чисто етнички македонци, затоа нема ништо на нив пишано. Ни дека се македонци, ни дека го зборат македонскиот јазик, ни дека се христијани, ни дека се православни. Разбираш? Затоа нема писање за овие 4 овакво. Кога би се вметнала таа група, процентите би испаднале можеби тука негдека. Со тоа што, пак ќе кажам, албанците се повеќе се иселуваат од македонците. Повеќе. Јас и поминувам Македонија, одам во тој дел често пати сите куќи јанко се затворени со ролетни. Кичево, Зајас, таму Осломе, тие вакако, све е затворено. Све. Ти благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Ние одиме Пријатно. веднаш со следниот гледач. Добро вечер. Штип, Добро вечер, сакам повелете. да кажам за пописната комисија во Штип, што не си ја вршеше работата како што треба. А ќерка ми се 7 члено семејство и 3 пати се јавуваа да дојдат да ги попишат и никој не отиде. Така да 7 души македонско семејство не се попишани. Живеат на друга адреса и тие се јавија и кажа дека треба да дојдат таму и таму, дека таму живеат и пописната комисија ќе дојдеме и пописот заврши, а они не се попишани. Со сигурност го кажувам тоа, за други не сум слушнала. Дали е тоа се? Да. Тоа Благодарам сакам за да кажам, јавувањето. дека имам- Лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте, господине. Во програма сум. Да. Вака, многу накратко. Повели колку сакаш. Македонците секогаш сме спремни да ги обвинуваме другите. Секогаш вината ја бараме во другите. За бројките што се такви, сме криви, ние македонци, не сум македонец, значи. Зашто имаше агитација да не се врши попис, да се бойкотира пописот во диаспората? Зашто имаше политички партии, активисти кои повикуваа на бойкот? Нека излезе било кој, нека го објасни пред вас тука. Па сега помалку сме биле, волку сме биле, толку сме биле. Значи сами сме виновни. Зашто? Послед пандемија, моето семејство излегало пред града, не попиша толку вешенко. Немаше никаков проблем. Со маски. Маски имаше и девојче што не попишуваше. Во што беше проблем? Цело време... Јас се слагам и јас бев за пописот и ќе се попишев, немаше да бойкотирам, ама не успеав затоа што едноставно комисијата прв пат во строг центар на град, после 60 години, колку сите пописи ги имам поминато, не дојдоа и не оставија и покана. За жал не можевме да идеме по општини, затоа што бевме во карантин лани и така. Така што ја му го предочив ова, значи со цела одговорност, значи не телефонски, туку лично, тет-а-тет, и му реков, он ми рече, не се грижи, ти си попишен. Викам, како што? Како личност. Ајде, друга една работа. Како во попис стои, технички нека ми објасни некој, има христијани, има православни, има католици. Па нели католиците и православните се христијани? Како три групи сега испаднале? Значи, или сме христијани, католиците и православните заедно, или сме католици и православни, а нема христијани. Како сега? И христијани, и православни, и баби и жаби. Нека излезе од пописна комисија, од државна комисија, нека објаснат. Излего од државна комисија, беше апостол, во вчера со него
2,5 сати разговаравме во живо токму на оваа тема и одговараше и на овие прашања, но и се јавува и од црковната на Евангелската црква исто така се јавија и ги кажаа своите сомнежи и девијации кои ги забележиле. Што е Ви разлика? благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав до тебе, Јанко, поздрав до гледачите на телевизија Сонце. Повелете. Јас сакам да кажам едно моје видување околу пописот. Има повеќе работи што се тука карактеристични, али една од моите видувања е дека наредно што ќе следи да ние да почнеме да го славиме Божич на 25 декември. Мислам дека пописот е една од тие работи што кој требаше да ја заврши таа работа, мислам дека и таа работа се заврши. Луѓето тука не обрнуваат многу внимание, али мислам за да сме живи и здрави ќе види македонскиот народ дека ќе почнеме да славиме Божич на 25 декември. Толку. Добро, ти благодарам. Слушај, ја вака како верник кој редовно идам у црква, мене датум ништо не ми значи, мене ми значи празни цркви. Ако на 26 има поише верници, why not? Еве ќе прифатам и нов датум, ама да видам луѓето стварно да дојдат на литургија. Така да формално славење Божик и литургиско славење Божик има огромна разлика. Вака сите викаат славиме Божик. Не славиш Божик. Божик се слави на литургија. А на литургија можеш да идеш и да се причестиш нормално, ако редовно претходно си идел, па си постел, па си исповедаш. Има цел низ. Но, добро, ве разбирам што сакате да кажете, иако па суштински не можам да ја разберам зошто би било цело во ова така како што викате, иако ве охрабрувам да се јавите и да објасните или некој друг. Да, Бугарија и Грција го слават Божик на датум на кој го слават. Не е тоа проблем. Проблем е дали народот ќе биде разединет или обединет. Космички датумите ништо не значат во вечноста. Датумите се за нас. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Да, повелете, во програма сте. Добро вечер, господин Јанко. Добро вечер, повелете. Поздравувам. Во врска со описот, господин Јанко, би сакал да ви искажам некои мои работи, мои гледања. Ве молам, слободно. Со овој попис најпоќе настрадавме ние што се чувствуваме за етнички македонци. Нарочно по процентуалните бројки што ни ги дадоа, а исто така и со религијата за која што погрешкали по незнаење нас не направија нешто православни, а нешто христијани, така да се тие две работи на испадни дека е се одвоена работа дека се. Значи, тука најпоќе изгубивме. Меѓутоа, јас би сакал да кажам, помалце ние си ја ишкаме и мувата од капата. Во случајов, две муви ишкаме. А тоа е првото ишкање е тоа што најпоќе сме сами виновни, бидејќи ние не можеме да се браниме. Го имаме изгубено илинденскиот идентитет на македонците, за кој идентитет јас не се согласувам дека со овај нашиот денешен идентитет. Некој спомна дека овај попис се прави за иднината. И споменува те цар Самуил, те овај, те онај и така натака. Јас би го рекол следново. Во Србија учебниците што ги учат, српските учебници, цар Душан е прикажан како цар на србите, бугарите и грците и приморските земји.
никаде не се спомнати македонци. Ние немаме расчистено со цар Самуил. Дали тој на битката на Беласица, како цар на славјаните, на македонските славјани и на българските славјани, се борел против античките македонци. Дури тоа ние не го расчистиме меѓу себе, ние стално ќе се ишкаме мувата од капата. Инаку, за сигурен факт ќе ви кажам дека во Битола пронајдена е плоча со надпис на внукот Владислав, внукот на Самуил, кој што е гравирано во мермерна плоча, пишува дека е цар на българите. Според тоа, ние треба многу работи да расчистиме со таа историја, за да си одиме напред, а не само маката ни е нас, само ништо не интересира, само да ги окривиме бугарите, кои што според мене ни се најблиски браќа, а после србите ни се браќа. Благодарам и пријатно. Благодарам и вам за јавувањето, лека ноќи и пријатно. Билјана Биле коментира, вика, леле, слушам, изгинав од нервоза. Ова е еден од коментарите кои ги добив на Facebook профилот, каде што оди стримингот. Добро вечер за следниот гледач. Здраво. Здраво, повелете. Прво искам да се допадна тој еден што збореше, ако Самуил бил бугарски, онда кој бил царот таму некаде на таа страна, кај Софија. Знаеш, тоа е контроверзна работа, интересно. Иначе, што се однесе до нас, значи сега е за темата попис, ама да речеме... Ако, може... Мало? Пак се држиме и за последиците околу тоа, така да... Не, само ми беше молбето, значи, пази, јас све мислам дека ова е масло на Британија, најше Британија, бидејќи британците ја тројат светската историја. Значи, они Египет не го признаваат како држава у моментов, они признаваат Обединета Арапска република. Што било тоа територија на некој антички Египет, тоа е друга песна. Зашто они ги признаваат, да речеме, сега овие нации таму што живеат како не како египтяни, него како арапи што живеат од таа држава. Значи, на Балканот дека имало исто антички народи, многу што ги асимилирал римлянинот, па меѓу последните сме ние кои водиме антички корен, значи водиме антички корен, али во британската историја е пишано дека сме изумрен народ, дека непостоечки антички народ. И сега не им одговара да постои нација македонска, бидејќи они веќе ја прогласиле нивната историја како изумрена нација. За пописот само би кажал, типот што беше на гости на Инфомакс бе гледав, али човече, ја мислам дека или беше на нешто така, мора да користел некој антидепресив, нешто тако, некој средство, човече го растуривте, да збориме реално сега. Не знаеше... Ти благодарам. Мало? Ти благодарам, се спремавме. Значи, пази, сакам кажам, не знам речам, така нешто тој стилон збориш. Ама, значи, растурање не со измислици, не со вулгарности, туку со факти. Со читање закон, со читање, со негови изјави, цитирање, ме разбирате? Да, ама знаеш, и он знае дека ова све превара, сам ја знае. Али мора да ја проведе преварата затоа што е наштелуван. Ме разбираш? Верувам, те разбирам. Така, ајде да не зимам повеќе време, биди поздрав пријатно. Воре, ти благодарам за јавувањето, одиме веднаш со следниот гледач, штом ќе биде подготвен да се вклучи во програма. Тоа режијата ќе одреди. Да го видам стримот, добри сме, стабилни сме, во ред. Прашања немаме нешто посебно, генерално гледачите поставуваат. Рубин Момировски вика, прашањето на господинот беше дали Самуил се борел против античките македонци? Да.
Има една теза која сум ја сретнал неколку пати, дека и ослепувањето на војниците е без преседан во историјата и едноставно дека таа, кога се борел против Византија, де факто, се борел против македонците. И му ги ослепуваат војниците, му ги праќаат, као пораката била слепец, свесен ли си шо правиш, против кого се бориш, брат против брат. Тоа се теории кои не можам да ги докажам, кои се можеби веќе поетични, но некои историчари би требало да се произнесат. Од прилика е таа теза. Не ја поддржувам тезата дека бугарите, нели, он што сака да ни каже таа приказна, и они се агресивни како и србите кои ќе ги присвои македонците, а ние не сме изубрен народ. Ние и тоа како водиме потекло од античките македонци, исто како што денес дека французите водат од галите нивни. Така да ворете тоа и не е никому ништо страшно што имаме корен антички. Еве, не морам да се тепам да го зборам, ама стварно шо толку драма па правите, ама знаеш како е? Кога имаш бренд, едниот е Елада, Елини, Грик, Грк, ваков, таков, Булгаријан, Булгаристан, Јунанистан, не знам, Анинистан, Татаристан, ама Македонија е македонци и никогаш не било ништо поинаку. Велат дека крадецот има милион имиња и алиеси, ама праведникот има само едно име и гордо си го носи. Шега на страна, или не, следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав, господо, до вас. Вака, според мене, мислам дека историјата, како предмет, сите што го учевме во некое време, минато, сите по нешто сме начитали и знаеме. Јас ги прашувам бугарите што на цар Самуил им беа Арон, Давид и Мојсей. Дали знаат дека во Бугарија Арон или Давид, колку знам јас, не сум имал петка, ама четворка сум имал историја, браќа на цар Самуил. Престолнината, темелот на таа историја е во Охрид. Јас поново сите ги прашувам дали знаат Охрид кај припаѓа, во кои граници припаѓа Охрид. Во однос на таа тема сакам да кажам дека браќата Арон и Давид биле во Бугарија, да. А цар Самуил бил во престолнината на Република Македонија. Во однос на пописот како тема, пописот јас агитирав да биде затоа што беше, кажувам, стратешки. Меѓутоа не се изврши стратешки за интерес на Република Македонија, што кадар имаме, да не ни бегаат младите, ние пак отидоме на национална вера и на верска побуда. Ниту на национална вера пописот не заврши за мене во позитива, нити на верска основа. Ние како христијани и како православни се знае што сме. Меѓутоа имаме 15 подграфи каде што во нашата вера јаховисти, тоа се секти непризнати. Господине директор апостол Симовски, сите знаеме како се граѓаните попишувале. Па јас пијан често пати можам да речам нешто, демантирам и исправиме во последна графа кај што јас припаѓам вистински како православен. А што се однесува за становниците во Република Скопје, Скопје ни представува. Јас со гаранција попис, еве јас често сам одговорност со него лично дека Скопје има преку 650.000 жители. Со гаранција, еве го подпишувам на суд дека сносувам одговорност за затвор. Меѓутоа, ако е грешка, нека сносат обратно тие некоја грешка дека не се работи така како што они мислат. Попушти едно прсте, попушти друго, отиде цела рака. Ви благодарам, ве поздравувам. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете, во програма сте. Ало? Добро вечер, повелете, во програма сте. Ве слушаме. Ете, во врска со попусот, мене само една работа не ми е јасна.
Ако по Али Ахмети има 29% албанци во Македонија, а има 32% муслимани. Ме интересира дали некој направил споредба колку од тие муслимани се турци. Направивме ние вчера во емисијата, му ги поставивме и како факти точни на Инфомакс на соочувањето. Режија можеш да го даеш. Значи на Инфомакс беше гостин, тројца новинари, му ги предочувавме работите, токму ова сега вие што го прошувавте. Па добро, тогаш фала на вниманието. Не тоа, не добивме соодветен одговор. Тоа е трагедијата. Па сега треба да го бараме одговорот. Значи, ние поставивме прашање кај најодговорниот, ама не добивме одговор. Каде да го барам сега ја одговорот? Еве како новинар, ја веќе не знам кај да го барам. Па не, народот македонски треба да го бара одговорот, да видиме што манипулираат со нас. Тоа ми е прашањето. Македонскиот народ е поделен. Он е представник на една партија и една партија и нивните гласачи максимално го поддржуваат за се он што направил. Значи, ние да сме единствени, брзо ќе ги добиеме, како македонци. Но ние сме поделени до крајност. Со жив ѓавол има да направиме договор, само да не сме на другата страна. Левица против десница. Самоубиствено до проклетие. Немој да заборавите дека Фрчковски рече дека Македонија мора да се подели на наша и нивна. Ова е колумна во Дневник објавена. Вика, ние не можеме. Едноставно, наша и нивна Македонија. Северна и Јужна Кореја. Србија и Хрватска, католици и така натаму. Значи да се поделат СДСМовци, ВМРО-вци. Едноставно, Фрчковски, нашиот амбасадор во Обединети нации, ова е колумна од пред 10 години. Жива вистина ви кажувам. Видите, манипуланти во македонската политика ги има многу. Меѓутоа, мислам дека на народот се повеќе му станува јасно дека таа поделеност не води никаде и дека народот ја прочита цела оваа политика на оваа владачка гарнитура. Према тоа, не сум баш сигурен дека е така како што вие верите. Знаете што? Знаете како? Кога сега на следниви избори, сега карикирам јас, но ја да сум некој фактор, ако на следниви избори 95% од македонците не гласаат против оваа гарнитура, ја би им дозволил да останат на власт. Значи, или 95%, или ништо. Значи, само тогаш би кажал, би се согласил со вас дека се прочитани и дека македонецот се свестил. Они се уште имаат 200, 300, 400 илјади, не знам. Па видите, ја не се слагам со вас дека гласаат 300-400 илјади за оваа гарнитура. Мислам дека се многу помалку во основа. Јас сум малце дефетистички расположен по тоа прашање и ви благодарам што не сте такви како мене и што не се слагате. Слободно говорите, ве молам. Па тоа ми беше зборот. Мислам дека ако македонскиот народ после овие 5 години не свати дека некој оди свесно да ја уништува државата, дека ништо не е направено во оваа држава и дека полека се оддалечува од политиките на оваа гарнитура која што фактички не само што уништи државата, го уништи она националното во македонец. Мислам дека најмалце 70% ќе гласат против оваа политика на оваа гарнитура сегашна. Тогаш ќе биде вистинска револуција. Не знам, ќе видиме. Ви благодарам за јавувањето. Бидете ми поздравени, лека ноќ и пријатно. Ало. Да, повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер. Слушав малце не во целост сите гледачи, темата ми е јасна. Би почнал од вчерашните избори што беа во Србија и во Унгарија. И едните се
6,5 милиона, другите се 8,300 према лицата кои што имаат право да гласат. Резултатите кои што ги објави и едните и други беа експресни. Србија ги објави во 10, односно 22 часот и 15 минути. Грубо онака, меѓутоа јасно видливо дефинирано што и како народот за кого гласал, да кажеме. Истото се случи и кај Орбан во Унгарија за неговата партија, не знам како, веднашка излегува резултатите. Кај нас за пописот скоро 7 месеци се чекаше да се обелоденат резултатите. Штом се чека толку, мора да има некаква причина. Доколку ви објавија одеднашка, може би револтот ќе беше поголем, овака се остави време малце да омекне, да падне во заборав овој целокупниот попис. Па се потенцираше и луѓето се плашеа да не се појават многу бугари, па да случајно и они влезат во пописот, односно во уставот и така натака. Ова што овој човек, еве сега го гледаме овај, не може толку комплексна материја, како што они кажуваат, и успешно да ја завршат и да позади нејзе стои само еден човек. Па не он Тито, не он Супермен, меѓутоа така лесно ги назначуваат да може он да го носи целокупниот овој товар и за да не можеш ти како новинар друг да прашаш, него мораш само него да го прашаш. А он се прави важен и паметен и игра добро бекенд и форкенд и на сите ваши прашања он ви дава некаква реторика тамо како киша око Крагуевец. И на крај нема ништо. И она што го кажа ти, оваквите дела, односно погрешни одлуки на политички гарнитури, не на народ, него на политички гарнитури, за кратко време можат да дојдат во ситуација ескалација, да кажеме, како што имаме во Украина. И тогаш ќе се прашуваме како можат едни два словенски братски народа као да се тепаат. Гледај какво крвопролитие. Градови под земја. Комплет се руши цела инфраструктура. И никој нема да постави прашање или да го впери прстот пак од овај господин, например, чекајте малце. Па он е виновен. Не, тогаш ќе биде виновен некој во тој момент што ќе потегне некаков си потез или ќе крене мач или ќе опали на куршум пушка. И тој ќе биде крив. Затоа што Запада така ќе го нафилува цело тој, овој господин нема да биде воопшто виновен, ќе биде оној човек што ќе го потегне оружјето или мечот и така натаму. Мислам дека ме разбираш. Сакам да кажам, сите овие политики што се водат, во чиј интерес се водат? За нас не, и граѓаните, без разлика дали се македонци, албанци. И против нив е. Албанците ќе постојат се додека постојат македонците. Кога ќе ги снема македонците, и албанците ќе ги снема. Ама они не се свесни. Истата приказка е и во Босна. Додека се србите во Босна, ќе ги биде и муслиманите. Да не кажам бошњаците. Ама и они не се свесни. Зато реториката цела оди во тие правци. Или ова да кажам. Како може во Црна Гора и во Македонија гласови кога има леве за референдум или за попис или за избори, до последен момент се води мртва трка. Еден е во прашање 2, 1, 2, 1, 2. Слават и едните и другите, слават и едните, и у последен момент едниот победува. Значи, тоа е чисти намештаки се. Тие избори ги раководи некој друг, не ги води наше тело. Тоа е надвор. Дали е Запад, Америка, а Америка е 100%. Значи, 100% у сите оние декларирање дека Америка нам ни е најголем пријател. Америка нам ни е најголем непријател. Тоа е очигледно, кој може да го види тоа. И таа политика они се креираат за нив, не ја креираат за нас. Во однос на резултатите на пописот и што ќе биде утре, ако имаме слободен пазар, зошто работната сила не биде слободна? Потивко. Зошто ние мораме се уште по реципроцитет да ги бираме нашите кадри? Си има критериуми, конкурс, кој заслужува, кој може, нека се јави, вработи го. Каде тоа уште
у 2022 во Европа ги бираат луѓето, партиите да ги назначуваат луѓето. Во која држава тоа има? Како може лице со 3 дипломи да го потисне лице што нема основно училиште? Како може? И кога ќе влезете во таа институција, каде што има 100 такви неписмени вработени и очекувате да завршите работа. Не може да завршите работа. Тоа е кошница за целото општество. Тука не треба да се дискутира албанец-македонец. И албанецот треба да оди на лекар. Ке му вади срце неписмен човек, па и он бара добар кардиолог. Не може кардиолог. Зошто не направат фудбалска репрезентација по овој тертип? Оваа матрица нека ја употребат. Зошто во спортот не направат политичка матрица? Па да видиме први у Катар, ако се толку успешни. Ти благодарам за јавувањето. Поздрав, лека ноќ и пријатно. И одиме со последните двајца за вечерашната емисија. Ќе продолжиме утре. Само да ви најавам дека во среда лидерот на Левица, Апасиев, ќе биде гостин. Овде, ке почеток 20 часот. Добро вечер. Океј, ќе почекаме малку. Прашање добив од Швајцарија. Еден албанец ми пиша за Вибер. Побарав денеска од телевизијата, ми рекоа дека ќе добијам број кој ќе го ставам овдека на располагање и ќе можете и по Вибер да се јавувате од било каде. Иако можете и по месенџер да ме побарате, што се вика да се вклучите во програма. Но, добро, Вибер, бидејќи не сакам да го давам, го користам за приватни потреби, мојот Вибер, па ќе користиме некој посебно од телевизијата, ќе набави посебен број. Мислев дека ќе го имам уште вечерва, но се надевам дека од утре ќе го имам бројот. Не можам да ви гарантирам, не зависи тоа од мене. Добро вечер за следниот гледач. Иако скајпот во секое време можам да го уклучам, ако задзвоните на скајп. Јанко.Јилковски. Добро вечер. Добро вечер. Велете во програма сте. Би сакал ја да се вклучам во оваа дискусија. Зошто ова јас го зборам сега? Гледам дека бугарите одат на Џон одат. На Џон, знаеш, во спортот, на Џон кога се оди, што се прави? Точно е дека они се ослободиле и дека се 20 години постара нација призната. Меѓутоа, дали се сите луѓе на земјава родени во еден ден? Јас ке земам еден библиски податок, дека бил прашан Христос во последно време што ќе се случува. И ќе се проповеда ова Евангелие на сите народи, племиња и колена. Ние не сме нити племе, не сме ни колено, ние сме народ. На сите народи. Ја очекувам ќе се ослободат од таа колонијална, што ти знам, традиција и многу други острва и многу народи и на нивни јазик ќе се проповеда. Према тоа, нашиот роден ден е 20 години, ние сме помлада нација. Нити Франција, нити Германија имаат исти датум кога се они признати. Сега во врска со пописот би можели да кажам два збора, Јанко? Да, завршуваме само побрзо. Еве ти побрзо. Слушав сега на една телевизија. Кај нас пописот 6 месеци требаше да се објави. Ако се кинезите 1.300.000, а ние 2 милиона, тогаш би требале 380 години да се врши попис за да се објави во Кина. Значи 6 месеца попис кога имаме дигитронски пописи и слично. Само ќе ти кажам, ја имам зет германец во Швајцарија. И пред 2 години ми вика, доаѓа поштенска, што ти знам тамо пратка, го викаат, исто има некој референдум. А ние планираме, тоа беше петок, планираме за викенд да одиме недека да искочиме. Викам, овој сега попис, викам, референдум, не можеме ништо. Рано сабаје, у неделата, ја чекам да оној одат, пошто во недела беше референдумот.
Керката ми вика, абе тате, облечи се, вика, малку спортски, ке искочиме. Па нели, викам, ке одите на референдум во недела. Не, викам, ние тоа сабајле го обавивме преку интернет. Дали ме разбирате, Јанко? Битно дали ме разбирам, важно вие се обративте до јавноста, јас само имам да прашам, дали е тоа се? Па отприлike тоа се, ја би можел уште да зборам. Благодарам, ја завршуваме и ја затвараме емисијата тука. Последното јавување, последниот гледач. Добро вечер, повелете, во програма сте. Ало, добро вечер, Јан. Добро вечер, повелете. Вака, мене ме интересира еден податок во врска со пописот. Добро. Што е со македонците муслимани? Македонец, а по еврејско е муслиман. Јас лично се знам со Војда што ги представуваше. И тогаш во минатите време, 5-10 години, кажуваше дека има негде околу 60.000 горани, он што ги вика. 60.000 горани е добро и како, во која графа си имаат попишани, како си имаат средено. Ако е македонец муслиман, графа, како си има изјаснено, како ги има запишено. Не е можно, значи, да има толку посто албанци, а толку повеќе муслимани. Овие 60.000, ако се изјаснат како муслимани, изгледа дека се со она бројка на вкупни муслимани многу повеќе од останатите што се заедно. И сега, моја предпоставка зашто ова се прави. Гледате бугарите колку се многу добри сега со нас, овие ќе ги земе, овие не ги земе, овие ги земе, овие не ги земе. Јас мислам дека сега, доколку дојде, имаме држава со два признати јазика на само определување на албанците. Ние, пошто сме по потекло бугари, по Букурешкиот договор да ние им припаднеме на бугарите, пошто да не имат да не припадат. Ова е може би голема политика, може би сум во грешка, ма мислам дека не сум. И уште нешто сакам, дали смеам да кажам нешто во врска со Украина? Повелете и кога да завршиме. Американците, Бајден, ќе ви кажеме податок, дека во Америка најголемите наоѓалишта на јаглен има купено синот на Бајден на 100 години. На Бајден не му е толку за Украина, него синот што не може да изна са јаглен. Ако го заземат русите, нема јаглен. Значи, благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно и мислам дека имавме плодни разговори, слушавме се и сосема 10-та информација која да ве зачеша малку. Македонија, спремај се за светско. Португалците фатени со допинг. Падна првата квалитетна првоаприлска фудбалска шега со која е огледна еуфоријата. Ако не погледне човек кој датум е денес, може и да се излета. Најако на свет би било за пар денови стварно да ги фатат за позитивни. Каков шок, фудбалери на Португалија, се уште информации нема. Кој паднале на допинг текст, сето Португалија ќе биде дисквалификувана од светското, на нејзино место ќе иде Македонија. Ама прва априлска шега. Штета. Баш добро. Стварно бе, дај претресете ги, нешто ќе им најдеме. Може некој се напил Кока-кола. Иначе ако се напиеш Кока-кола или пиеш кафе, ти не дадат кофеин, се смета за допинг. Драги мои, благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.